Над 20 милиони евра досега чини струјата која ЕСМ ја набави само за ноември и декември. Иако уште во јули компанијата обезбеди електрична енергија за овие 2 месеци во вредност од 15 милиони евра, деновиве преку нов повик беа набавени дополнителни над 50.000 мегавати само за декември, за кои треба да плати над 6 милиони евра, пари кои ќе одат во касата на 3 компании трговци со струја, чии имиња веќе се познати за јавноста. Прашав ми во ЕСМ зошто се прават дополнителни набавки. Оттаму во одговор за Телма тврдат дека станува збор за превентивна мерка за да се обезбеди стабилноста за време на грејната сезона. Примарната причина е продолжување на рокот за ремонт на термоцентралата Битола 3. Стручните екипи констатираа дека претходните зафати за техничко-технолошко одржување на предметниот термоблок не биле изведени со соодветен квалитет. Покрај ремонтот, клучна улога во одлуката за набавка на енергија има и неповолната хидрологија во изминатите 5 месеци. Продолжената суша доведе до намалување на водните ресурси во нашите акумулации, кои се на ниво од околу 30%. Од компанијата се надеваа дека третиот блок ќе биде ставен на мрежа до крајот на декември и дека ќе има стабилно производство од трите блока во рек од јануари до март. Кога во текот на летото се направи набавка на струја за ноември и декември, цената за мегават се движеше од 115 до 117 евра. Тогаш од ЕСМ соопштија дека направиле ваков потек за да се обезбеди енергија по поповолни цени од оние кои ќе бидат во тој период, а сумата ќе ја платат кога ќе почнат да ја трошат струјата. Нова цена на струјата за домакинствата и малите потрошувачи ќе се донесе до крајот на годинава, па останува да се види дали и колку овие нарачки ќе влијаат на одлуката. Лани за набавка на струја ЕСМ потроши околу 100 милиони евра. Минусот на компанијата пак според последните податоци на финансии е 45 милиони евра, а долгот близу 60 милиони евра.